9 часот и некоја минута вистинско време и за вториот наш денешен гостин. Се што беше во контекст на темите, па и гостите денеска на овој 9 февруари четврток, ние поврзано некако на начин со сето она што се случува деновиве во Турција и во Сирија, големајот катастрофален земјотрес кој што одзеде многу човечки животи. На оваа тема, но и на многу други теми кои што го обединуваат првиот роден ден на линијата, SOS линијата 112, која што на 11 февруари навршува точно прв роден ден. Ќе говориме со директорот на Центарот за управување со кризи, господин Стојанче Ангелов. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за можноста да гостувам во вашата емисија. Так, драго ми е што ќе проговориме на многу теми поврзани со активностите, со тимовите, со се она кое што е направено во изминативе 12 месеци, но ајде за почеток пред да го искоментираме 112 и сето она што се случува на вашата линија 24 часа отворена, да проговориме за тоа дали може би имавме можност да испратиме наши тимови, наши волонтери од овде во Турција? Ова тема е доста експлоатирана овие неколку дена. Сакам да изразам сочувство до граѓаните на Турција, јас се уште ја викам Турција или Туркија, и Сирија. За жал Сирија е прилично неексплоатирана тема, бидејќи таму има уште поголеми страдања, бидејќи државата не функционира како што треба, мислам дека и воопшто не функционира во тој дел државата, но како и да е, ние како држава се обидовме да помогнеме. Се понудивме. Во првиот налет заминаа 24 армиски специјалци кои што веќе се таму и помагат на унесреќените граѓани. Се надевам дека и тие ќе успеат да спасат некој човечки живот, ќе извлечат некој човек кој што е затрупан во урнатините, а во текот на денешниот ден најверојатно ќе тргнат уште 36 армиски специјалци кои што веќе се подготвени да тргнат на пат. Воедно, пред 2 дена, тим од Дирекцијата за заштита и спасување, кој што е специјализиран за извлекување на луѓе од вакви урнатини, значи тим за потрага и спасување, од 39 лица е веќе на лице место и работат на лице место и заменикот директор на Дирекцијата за заштита и спасување, а во текот на денешниот или утрешниот ден треба да заменат уште 32 припадници на овие брзи тимови републички сили за заштита и спасување на Дирекцијата за заштита и спасување и воедно 5 пожарникари од бригадата, противпожарната бригада на градот Скопје, со тоа што имаме најава за уште одредена бројка на пожарникари, со тоа што би сакал да напоменам дека дел од овие републички сили за заштита и спасување во своите редови имаат пожарникари кои што работат во различни територијални противпожарни единици низ државата. Значајно да напоменаме, овие денови имаме наплив од волонтери, добри граѓани, хумани граѓани кои што сакат да отидат во Турција и да помогнат. Вчера имавме неколку средби со турската амбасада, оттаму изречно не во оваа фаза за волонтери, за обичните граѓани, бидејќи состојбата е многу лоша, треба да имат во предвид дека температурата е многу ниска и таму температурата е под нула, нема услови за сместување. Овие тимови кои што ги испраќаме како држава се самоодржливи, си носат своји шатори за сместување, но без разлика на тоа што тие имат своји шатори, ќе се согласите со мене, а верувам и сите гледачи, дека на минус 5 степени не е пријатно да се спие во шатор и за тоа треба посебна обука, треба навистина издржливи луѓе, издржливи, високо обучени луѓе кои што ќе можат да обстојат на такви ниски температури и да действат на тие ниски температури. Токму од тие причини, во овој момент од турска амбасада немаме побарувања за волонтери. За никакви, вклучително и медицински волонтери. Во овој момент се подготвуваат, се пријавија, мене ми е драго, голем број на доктори, бројката варира, но навистина е голема бројка на доктори и друг медицински персонал кои што треба да заминат, односно сакат да заминат за Турција да помогнат, но повторно се појава проблемот на самоодржливост, односно не само сместувањето, туку тие треба со себе да понесат и доволно храна и вода за неколку дена, бидејќи на вистина на некои места состојбата е ужасна, од оно што можевме да го видиме во вестите од Турција. Дури и самите жители реагираат за задоцната помош или немање доволно помош. Ниту вода, ниту храна. Затоа волонтерите нека не бидат разочарани доколку од страна на Турција биде побарана помош од волонтери, од граѓани, секако дека ќе го организираме и тоа. Но во оваа фаза, напоменувам, таму се побаруваат исклучително
храбри и обучени луѓе како што се припадниците на нашите специјални единици. Така. Ова беше многу важно на почеток да го искоментираме, затоа што и јас лично познавам многу луѓе кои што рекоа и јас ќе заминам, и јас ќе одам каде да се информирам, токму заради тоа и чувствував потреба да ви го поставам ова прашање. Уште еднаш, като граѓаните треба да знаат дека можеби ќе налетат на тело кое што е раскинато на неколку дела или смачкано од некој бетонски столб. Дали секој еден граѓанин може да гледа смачкано тело, особено ако дете, млад човек, значи не е едноставно како што изгледа излекувањето на се уште преживеаните, бидејќи се уште верувам дека уште неколку дена ќе се наоѓаат преживеани, има примери кога и неколку недели по земјотресите се наоѓаат преживеани лица, но факт е дека има многу загинати чии што тела треба да бидат извлечени од урнатините и тоа не е работа за секого. Не е работа за секого, токму така со лесно и успешна мисија посакувам на сите луѓе кои што од овде отпатуваа, на сите луѓе ширум светот кои отпатуваа да бидат помош и поддршка, да бидат волонтери во оваа голема трагедија која ја снајде Турција и Сирија, или ќе речам geçmiş olsun, како што велат турците, со лесно да е и со помин. Големо сочувство до сите кои што загубиле некој свој близок во овој земјотрес и посакувам брзо заздравување на сите повредени. Так. Ајде да се вратиме ние повторно на темата и поводот заради кој ве поканивме денеска. Се радувам на родендените, особено на родендените кои што се први, а првите родендени секако ги паметиме сите, не само на нашите деца, ги паметиме на нашите блиски. Е прв роденден на линијата 112, која што ги обедини сите други телефонски броеви, ги стави во една и направивте навистина едно скратување, би рекла, на постапките и убрзување на нештата за на многу ефикасен начин граѓаните за било каков проблем да бараат помош или решение. Како ќе ја сумираме првата година? Па јас прво би сакал да дадам неколку воведни моменти кои што верувам дека на граѓаните делумно се познати, но обидите да се формира оваа линија, да профункционира бројот 112, траја повеќе од 10 години, имаше многу обиди, за жал повеќето, односно сите беа неуспешни. По преземањето на директорската позиција во Центарот за управување со кризи, сватив дека функционирањето на бројот 112 е многу важно за државата, многу важно за сите граѓани, бидејќи со обично вртење на еден број, кога имат зорт, кога имат некој проблем, кога имат здравствен проблем, кога и треба полиција или кога и треба противпожарна единица, може да ги добијат сите овие единици со вртење на еден обичен број, бројот 112. Затоа, покрај сите други активности во ЦУК, мојот фокус го ставив и на 112, одбравме неколку луѓе кои што беа со исклучително работно искуство и со добро образование, кои што ги задолжив да дадат се од себе. Интересно е тоа што навистина бројот 112 го правевме на сила. Се соочувавме со неверојатни пречки и до последниот момент не бевме сигурни дали ќе профункционира, односно еднаш моравме да го одложиме, требаше да почне на нова година, но ние одложивме 11 февруари кога е ден и на 112 на ниво на Европа, бидејќи е европски број, и овој број го знаат сите граѓани на Европската унија, значи дали некој од Германија, Франција или од било која друга европска земја, ако минува низ Македонија, ако му се случи сообраќајна несреќа или ако некому му е лошо, може слободно да се јави на 112, ќе ги добие нашите оператори, се разбира доколку е странец на англиски јазик. И минатата година на 11 февруари го формално започна со работа овој број. На отворањето беше евроамбасадорот Дејвид Гири, премиерот Димитар Ковачевски, бидејќи тие многу помогнаа, се работи за европски проект, конкретно од оние ИПА 2 програми, и од 2016 година Европската унија има обезбедено средства, но од 2016 ни треба уште во 2022 стартувавме уште 6 години, како што веќе реков, навистина требаше многу притисок, многу силна волја за да почне, бидејќи имаше и отпор кај оние кои што требаше да бидат врзани за системот 112, како што се територијалните противпожарни единици, но и итната медицинска помош. И овде има некои детали со кои што не би ги оптоварувал граѓаните, но една година подоцна бројот работи многу успешно. Се надевам дека
ќе го направиме уште поуспешен, па за догледно време и пурник на американскиот 911. Бидејќи тоа е мојата цел, се надевам дека за неколку години ќе ја постигнеме таа цел. Верувам. Треба филтрација, треба селекција, некои од операторите ќе останат, ќе бидат примени подобри во иднина за да го унапредим уште повеќе. Горд сум на тоа што благодарение на притисокот кој што го наметнавме со отварањето на овој број, не сме имале ниту една несакана последица, а на овој број се јавуваат луѓе кога имат одредена мака. Најчесто имаме и многу лажни повици, но на овој број се јавуваат луѓе кога имат сериозни здравствени проблеми, кога близок член од семејството ќе биде во лоша здравствена состојба, можеби во критична состојба, доколку некој доживее срцев удар, мозочен удар, член на семејството може да се јави на 112. Нашите оператори понатака ги пренасочуваат телефонските. Системски? Да, цел, тоа е еден посебен систем се разбира. Благодарение на италијанската фирма Beta 80, посебен софтвер кој што го усовршивме и прилагодивме на нашата реалност и не само брзата помош ја покриваме и полицијата, но и територијалните противпожарни единици. Јас би изнел неколку факти, ќе бидам многу краток, ќе го задржам, верувам, вниманието на вашите гледачи. До сега се добиени 509.000 повици вкупно за една година. Од тие примени повици 233.000 или 45% се повици од телефони без сим картичка. Значи, дури 45% се повици, ајде не можам да ги наречам лажни. Од непостоечки, да. Бидејќи и без сим картичка може да се заврати на 112, некој се злонамери, некој по грешка ќе му заврати телефонот и така натака, но навистина е многу голема бројка. Од останатите реални или да ги наречам довидовни повици, околу 32% се или 160.000. Значи имаме некои реални повици околу 160.000 за една година, бројката варира по месеци, по недели, по денови. Додека излезните повици од 112 кон специјалисти или дополнителен повик кон повикувачи кои претходно се јавиле на 112 се 33.000, односно 21% во однос на реалните примени бројки. За да не се изгубат граѓаните во овие бројки, ќе бидам ептен краток, би сакал само да одговорам дека операторите на 112 на вистина се добиват бргу, односно во првите неколку секунди и во оттекот на 15 секунди се јавиле во 86% од овие од сите повици. Значи нашите оператори буквално меѓу нив има и би рекол конкурентност, некои од операторите се обидуваат, има борба кој да го добие повикот, бидејќи дел од нив се млади, амбициозни, работата е би рекол интересна и динамична, но и стресна, бидејќи нашите оператори се соочуваат токму така. За жал се соочуваат со луѓе кои што се во многу лоша здравствена состојба, можеби понекој пат и со смртни последици, со пожари во кои што луѓето се исплашени, понатака со стрес, ако имат потреба од полиција, ако некој е нападнат, ако му е провалено во домот и така натака, ова целото би го скокнал. Би сакал да укажам само на уште еден момент. Од вкупно креираните наши налози за услуги од се околу 185.000 и од нив 72% се лажни. Значи, за граѓаните да не се губат во бројките, ќе кажам дека нашите оператори ги ловат лажните, злонамерните и ненамерни погрешни повици. Се случува, пример, некој возрастна господја да мисли дека на 112 ќе добие медицински совет и ќе се јави. Или некој ќе се јави само да поразговара. Тие повици ги ловат нашите оператори. Јас лично, но и тимот од ЦУК имаме дадено задача да бидат љубезни, па дури и кога би добиле повик што реално не е за 112, доколку знаат да помогнат на граѓаните. Да бидеме сервис на граѓаните, а многу посветуваме внимание на емпатијата. Барем од нашите вработени да сочувствуваат со граѓаните. Тој начинот на кој што ја работам, тој е мојот начин. Секогаш кога е загрозен животот или здравјето на граѓаните, се однесувам како да се работи за член на моето семејство, бидејќи во страдањето, во болката, сите сме исти, ние сме луѓе и таа хуманост и емпатија секој пат ја креваме на прво место, но на овој начин ние штедиме на
би рекол они кои што ги примат позивите во итната медицинска помош, кај што е медицински персонал, доктори или медицински сестри, и наместо тие денес карикирам да добијат 1000 повици, ќе добијат многу помалку, бидејќи ние ги ловиме злонамерните. За жал има луѓе кои што се јават злонамерно да направат штета, или не зборуват, или се зафркават, или псујат, навредуваат. Имаме патолошки случаи и така натака, но ние ги фаќаме овие повици и тие не можат да не ги пуштаме кон брзата помош, кон полицијата или кон територијалните противпожарни единици. На тој начин ние сме брана за лажни, за злонамерни и ненамерни погрешни повици, условно кажано. И навистина сме од голема корист за овие служби, иако на почетокот кај брзата помош постоеше отпор, бидејќи сметаа дека нема доволен капацитет, затоа што е сериозна оваа работа. Ние имавме намера во Скопје сите повици да бидат прифатени, па оттаму да бидат координирани. Истиот проблем се случаи со територијалните противпожарни единици. Требаше Скопската бригада да ги прифаќа од нас сите повици за пожари, а потоа тие да ги распоредуваат и во одреден момент да знаат на кое место колку интервенции има. Откако видов дека се судираме со проблем и тие го немат доволниот капацитет, не по вина на вработените, едноставно приликите во државата за жал се такви, немаше обструкции, во тој момент и сите градоначалници беа од истата гарнитура на која што јас припаѓам, но постојат практични причини и ние ги надминавме тие практични проблеми на тој начин што конкретно до територијалните противпожарни единици ги препраќаме повиците директно. Ако има пожар во Берово или во Струга, нашите кол-тейкери, односно телефонски оператори, ги препраќаат овие повици директно таму. Одлично. Времето ни тече, имам само уште едно прашање. Како ќе го одбележите првиот роден ден и кој е фокусот и предизвиците за следнава година која што веќе ја стартувавме 2023? Скромно и работно ќе направиме една пресконференција да известиме јавноста, ќе ги презентираме малку подетално овие бројки, но благодарение на 112 заживеа уште еден проект, а тоа е пријави опасност, кој што кај граѓаните баа ги познат, можеби не под името пријави опасност, но верувам дека повеќето ваши гледачи ја слушнале крилатицата на ЦУК, односно мојата крилатица Safety First, безбедноста на прво место, безбедноста на граѓаните, безбедноста на нивните животи, на нивното здравје, но и на нивниот имот. Благодарение на пријавите кои што ги добиваме на 112, потоа ние ги координираме институциите кои што потфрлиле, би рекол, или кои што не знаат за одредена опасност, и како што беше на пример Карпата на Матка, каде што изработена цела студија, но сега не би навлегол во детали, како што беше браната Липа, која што сега испразната, а можеше да се сруши, или мостот Драчево, на кој што имаше огромна дупка, која што беше санирана веднаш по нашата пресконференција, мостот на Визбегово, мостот Китаринци, нешто за што јавно не сме известили, но сега се работи. Проблемот со куќињата на кои што, бездомните куќиња на кои што работиме повеќе од 3 месеци, островчето на булевар Србија, но и на многу други булевари за кои што јавноста не е известена. Значи ги повикувам сите граѓани кога ќе забележат било каква опасност, слободно да се јават на бројот 112. Да не размислуваат чија надлежност е, нека се јават на бројот 112. Вие ќе ги пренасочите. Нашите оператори од 112 повикот го препраќаат во секторот за операции и координација, а потоа ние бараме кои институции се надлежни. Наместо граѓанинот да мисли кого треба да извести за дупката на мостот, нека се јави на 112, натаму е наша работа, бидејќи, како што реков, поаѓајќи од емпатијата, сочувството со граѓаните, ние пред се сакаме да превенираме, бидејќи најмалата опасност понекогаш може да доведе до тешки, трагични последици. Да. Вие доаѓајќи на работа минувате под мостот кај Визбегово, еден мал мост по кој што секојдневно минуваат стотици тешки камиони од некои градежни фирми. Прашање на ден е кога тој мост ќе падне, бидејќи неговата статика е лоша, целиот се тресе. Од друга страна, од тој мост висеа бетонски плочи на арматури, но од вибрациите тие се разлабаваат и паѓат на улица. Значи, можноста да паднат врз возило, ќе кажеме дека е мала. Дали ние треба да оставиме тие бетонски плочи некому од кило или од 5 кило? Кому ќе му падне, да. Токму така, доаѓајќи да ја водите утринската емисија,
Ви замислете бетонска плоча да падне преку шофер шајбна до седиштето до вас, кое што претпоставаме празно. Да. Може да ви исплаши да направите нагло движење, да удрите во другата кола со која што се разминувате, да се истумбате и да Па и нема емисија да имаме налет, ако не Така. стигнам јасна емисија. Затоа да. ги повикувам сите граѓани да бидат слободни да се јават на бројот 112. Така, секоја чест, навистина секоја чест, еве подсетување за сите граѓани кои што живеат на територија на Република Македонија, значи се што ќе забележите дека нешто има, а би требало да е во ред, пријавете на скратен, на најбрз начин, 112 ви е достапна во секое време, дури и од телефон без картица, така нели? Да. Секоја чест. Но тоа да не го експлоатираме, Да не го бидејќи сите имат експлоатираме. телефонски картици. Да. За жал, без телефонски картици, понекогаш, кога некој ќе сака да провери дали телефонот е исправен, ќе задзвони на 112, но да не даваме идеи на нашите граѓани. Да не ги Не, инспирираме, на да. тоа е еден мал процент на граѓани. Нашите граѓани се питоми, и македонскиот народ и останатите. Не се злонамерни, никој не сака. Да, ние Свесни сме- се дека додека го држи нашиот колтекер зафатен, можеби некој човек Се бори за некаде живот. умира, Да. затоа што не може да добие Да не ја линија, но злоупотребуваме се работи така. за многу мал број на луѓе, ама се агресивни. Ние имаме системски начин, ако се јавува телефонски број, како да ги истите блокираме, за да не го држат системот зафатен. Секоја чест. Секоја чест за ефикасноста, посветеноста и стручноста на секој еден кој што е дел од кол-центарот на Центарот за управување со кризи. Честитки за првиот роден ден, ви благодарам за гостувањето. И со Да некој... искористам прилика и јас да се заблагодарам на сите вработени, почнувајќи од раководителите, па до сите вработени, бидејќи јас сум горд, дури не можам да поверувам дека за една година немат ниту еден кикс. Навистина сум благодарен до сите вработени кои што исклучително совесно си ја работат својата работа. Так, да растете и да се ширите и за Благодарам. нови успеси повторно да се сретнеме во студиото на телевизија Алфа.